Вака положив микро, а сум сигурна дека и кожно сега вака ги положам. Буквално правам мали книгички у кои што се ми е подредено. По такви предмети кои има многу ствари за набројување или многу болести кои што се групираат у различни категории или кај микробиологија кога имаме повеќе микроорганизми и тие сите се групираат, нели, грам позитивни бацили, грам негативни бла бла бла. За микро правев папкички, у пример грам негативни бацили, ќе напишам сите бацили на секој на посебно ливче, ќе напишам нешто најбитно за нив. Не се премногу распленувам во детали, чисто да биде како мини флешкарт со малце поише детали. А сега за кожно, не можам, ми се мешаат многу болестите која као распленети. Секој пат кога ќе сакам да се пристам каде припаѓа некоја болест која уште ја учам, не можам да барам низ учебник, нели? Туку вака кога си правам книгичка и еве пример сега тука ги имам прво болести на лоини шлезди и ми се сите набројани и има по нешто најбитно кажано за сите нив. После тука имам за акни и се што е вака на набројување е подредено у нов ред. Особено инфекциите, ако ве мрзи за другите, за инфекциите кожно дефинитивно да направите вакво нешто. Тука ги имам вирусните, после ги имам тука бактериските. И сега ова го правам пример додека учам и знам ќе кажете истото ми го зборавте и за патологија, оној тип што го имам снимено, дека одзема многу време. Јас секогаш би еден ден да вложам повеќе време за полесно да учам следните денови, отколку да ми е така неорганизирано некако у главата. Така да јас си го правам ова пример еден ден или 2 дена да речеме и после тоа секој пример кој ќе ми текне себораичен дерматитис каде спаѓа или не знам, булозно импетиго кај спаѓа, пример. Дали ќе има нешто карактеристично, терапија опишувам за сите обавезно, причинител кај овие бактериските. Така кога ги убаво делам, дали пример ќе биде за да набројувам некои клинички манифестации, клинички форми, ги памтам фотографски, мислам тој е начинот на кој што општо памтам се, ама пример баш ми падна на ум за импетиго, нели има булозно и небулозно, и баш имаше некое, повторував нешто, имав некое прашање за и баш ми текна као ова табелата тука што ја имам, и ми текна која е од стрептокок, која е стафилокок. И така, тоа имав да кажам, некој ден ќе ви ги снимам и микро папките. Bye guys. Уште стои дека типот е добар, ама повлекувам се друго што кажав, дека мислам дека така ќе положам кожно или слично. Затоа што денес не утепа. Исто така и не знам колку ствари веќе смеам да кажам за факсот. Малце се лутат некои особи. Дали да бидам ребел и сепак да ја кажувам вистината. Треба да размислам, да направам морална дебата. Океј, сепак само ќе ви кажам што за кожно само. Значи, пола сат пред да треба да бидне колоквиум, ни кажаа дека ќе биде уствари и целиот колоквиум 5 есејски прашања. А требаше да биде као на заокружување, на дополнување и 3 есејски или нешто така. И као, дури да не знаеш нешто да напишеш на есејски, може да некој поенче ќе добиеш на ова. Ама не. Да. И јас се препуштив на судбината и не ми се погодија некои прашања баш добро. Ама, како што понекош ќе се погодат добри прашања, некош ќе се погодат лоши. И тоа е животот.